302 лица со симптоми на грип се евидентирани во Центарот за јавно здравје во Тетово во последната недела. Или, во оваа сезона, вкупно грипозни во регионов се 1263 лица, а во гостиварското подрачје 1230. Бројките се на ниво на минатогодишните, велат од Тетовскиот центар и очекуваат зголемување на заболените во текот на следните 2 недели. Потоа, следува период на стабилизирање на состојбата и намалување на ширењето на грипот. Според информациите од инфективното одделение во Тетовската клиничка болница, кај нив се хоспитализирани лица главно со пневмонија, хронично болни со зголемена температура. Бројката се движи од 3 до 4 кои остануваат на болнички третман. Витално загрозени нема. Тетово е еден од градовите каде нема позасилено присуство на вирусот на грип оваа сезона. Овие зимски денови, а летно време, како што сме сведоци дека е надвор, значи многу по-лесно се шират вирусите и тоа со едно кашлање и кивање, една дузина, еден голем број, можем да кажем и милиони вируси и бактерии се шират. И затоа инциденцата е многу поголема, каде што има некој заразен со вирусот на грип, да не се биде во негова близина, односно да се внимава, значи, во градинките, во училиштата и во јавните превози исто така да се внимава. Ако имаме такво лице кое е заразено, кое се јавило на доктор или не било се уште на доктор, тоа треба да се изолира, значи да не се тоа дете да се острани од школа, односно од градинка, или таквиот пациент кој преморен е да излезе, да внимава да си стави заштитна маска. Скопје со речиси 3000 заболени и Кавадарци со над 2700 се најзагрозените градови во Македонија. Со близу 19.000 заболени сметано од октомври лани до крајот на февруари, епидемиолозите констатираат раст од 38% на болните од грип во однос на минатата сезона.